остваривте дводневна посета на Букурешт, се сретнавте со низ за европски високи политичари, како и бевте дел од Конгресот на Европската народна партија. Која е целта и зошто дојдовте тука на овој конгрес? Ова е предизборен конгрес на најголемото политичко семејство во Европа, Европската народна партија, од кое што полноправен и гор член е ВМРО-ДПМН. Гор сум што ВМРО-ДПМН е член на најмоќната политичка сила во Европа, од која што доаѓа најголем број на председатели и премиери на земји од Европската унија и воопшто од Европа, како и целото раководство на Европската унија. Најдобар доказ за тоа е што председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн е од Европската народна партија и истата беше избрана за водач на листата на Европската народна партија и доколку Европската народна партија ги освои јунските европски избори, повторно ќе биде председател на Европската комисија, што е исклучително значајно и за нас како политичка партија и за Македонија. Имајте предвид дека ќе имаме пријател председател на Европската комисија, а од 8 мај ВМРО-ДПМН ја формира владата, исто така и председателот ќе од ВМРО-ДПМН, ќе соработуваме да се тргнат стегите кои што ги чувствува Македонија, оној притисок кој што го имаме пред се од Бугарија да се олабави, Македонија си ги заврши домашните задачи и да може да напредува кон Европската унија. За тоа требаат резултати дома, но требаат и пријатели надвор. Исто така споменавте, имавме бројни други средби со видни личности. Тука можам да го издвојам канцларот на Австрија Нехамер, понатака премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ, лидерот на најголемата политичка партија во Словенија Јанес Јанша, председателот на Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент Дейвид Мекалистер, Јоханес Ваденфул, кој што е еден од првите луѓе на Христијан-демократската унија во Германија, тука е комесарот Јоханес Хан, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн, председателката на жените на Европската народна партија, бројни европратеници, министри за надворешни работи, уште неколку премиери со кои што се разговараше, така што навистина една плодна дводневна посета тука во Букурешт, каде што се одржува Конгресот на Европската народна партија. ВМРО-ДПМН е ценет партнер, ВМРО-ДПМН е на главната маса, разговара, за разлика од СДСМ кои што гледаме на врата не ги пуштаат да влезат на конгресите на социјалистите и од врата ги враќаат назад, ние седиме на главната маса и разговараме. Од тука продолжувате за Виена, вашата меѓународна турнеја не завршува. Во Виена сколку се сретнете и какви се целите на тие средби? Па и таму имаме високи средби, како што кажав, ние седиме на главната маса за разлика од водството на СДСМ, почнувајќи со председателот на СДСМ кој што на врата не го пуштија да влезе на прием кај социјалистите во Рим, па тоа го имаше како скандал во престижниот весник Политико. Во Виена имаме средби со министерката за Европа и за уставни прашања Штадлер, понатака со министерот за надворешни работи Александар Шаленберг, со председателот на Стопанската комора на Австрија, што е за мене исклучително битно, бидејќи има австријски инвестиции во Македонија и тие треба да продолжат во следниот период. И секако тука е средбата со македонците кои што живеат во Австрија, со нашата диаспора, и имаме средба и со еден потенцијален инвеститор кој што би дошол да инвестира во Македонија уште во првите 100 дена од новата влада на ВМРО-ДПМН. И благодарам господин Николовски за ова гостување во Вестен Алфа телевизија.